Поштувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на Медицинско катче. Утрово, тема пренаталните тестови. Очекуваме одговор на темата пренатални тестови, кога се прават, кои се таргет групи, во која има ли период во текот на бременоста кога е најдобро да се направат, дали постојат различни типови на пренатални тестови. На оваа тема утрово зборуваме со доктор Маринела Василевска, доктор на биолошки науки од приватната болница Џивадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Темата денеска пренатални тестови. Ајде најпрво околу самите пренатални тестови да им објасниме на гледачите што се пренатални тестови, околу генетиката и генетската дијагностика. Добро, ќе почнеме општо за генетиката, што е тоа воопшто. Сите знаеме дека тоа е наука за наследните особини кои што ние ги добиваме од родителите, наследни предиспозиции за различни состојби и наследни генетски болести. Така. Додека генетската дијагностика представува збир на методи и техники кои што ние ги користиме како би утврдиле точна генетска состојба или болест врз основа на клиничка симптоматологија и сомнение дадено од страна на лекари. Постојат повеќе методологии кои што ги користиме. Ќе почнам со базичната цитогенетска анализа, кога вршиме кариотипизација, односно ги броиме и ги анализираме структурно сите хромозоми во нашите клетки, кои што треба да бидат 46. Така. Доколку има отстапување во бројот 45 или 47, веќе имаме анеуплоидија, односно некој синдром. А структурата сама по себе не значи дека за индивидуата, доколку имаме структурен реаранжман, не значи дека за индивидуата ќе биде проблем, меѓутоа може да има дадени репродуктивни проблеми. Така да со оваа методологија најчесто ги таргетираме пациентите со репродуктивни проблеми, како и дечиња родени со некоја симптоматологија за која што има сомнение дека нешто хромозомски не е во ред. Имаме таргетирани испитувања, значи молекуларни, кои што ги правиме, да речеме, во кај цистична фиброза, кога специфично таргетирано бараме одредена мутација за која што знаеме дека се носители родителите. Постојат сега се пософистицирани методи, како генетски панели врз основа на така нареченото NGS или Next Generation Sequencing, секвенционирање од следната генерација, кога можеме да ги испитаме сите гени поврзани со одредена состојба или болест. И на крај имаме целосно екзомско, целосно геномско секвенционирање, кои што се општи кога немаме некоја назнака кон што да се насочуваме, туку испитуваме све. Или сите активни гени во целосното екзомско секвенционирање, или сите гени и активни и неактивни, целиот геном, кај целосното геномско испитување. Во врска со прашањето за пренаталните тестови, тие се имаме различни, значи може да ги карактеризираме во два типа. Пренатални неинвазивни тестирања и пренатални инвазивни тестирања. Така што Пренаталните неинвазивни се најчесто се прават преку крв, инвазивните се со од плодова вода. Точно така, значи пренаталните неинвазивни тестирања, самиот збор неинвазивни кажува дека се зема венска крв од мајката и од таа венска крв се изолира фракција од геномот на бебето. Доколку таа фракција е доволна или процентуално, се врши испитување со некоја од методите кои што се употребуваат во овие тестирања. Има неколку методи што се употребуваат. Лесна е постапката, се прави во почетокот на бременоста 9 полни недели, 10 полни недели во зависност од методологијата и добиваме резултати од тие така наречени скрининг тестирања. Значи не се дијагностички, скрининг се, но имаат многу голема сензитивност и специфичност. За разлика од инвазивните, каде што добиваме веќе тие се дијагностички. Да. Инвазивните тестирања се прават по индикација. Значи, еве да речеме, доколку детектираме висок ризик кај пренаталните неинвазивни тестирања, точно знаеме високиот ризик за што е,
и одиме таргетирано со инвазивна диагностичка процедура да испитаме дали тоа навистина така, бидејќи колку и да се добри новиве тестови, сепак тие се во рамките на скрининг технологијата и не може врз основа на нив да се донесе одлука за бременоста, туку мора диагностички да се докажат или пак да се исклучат. Што представува генетика и генетска диагноза, кажавме општо, меѓутоа какво значење имаат овие пренатални анализи? Огромно значење имаат за пациентките. Во денешно време, кога технологијата, информатичката технологија расте, сите пациентки, сите индивидуи имаат веќе пристап кон информации. Можам да кажам дека бремените жени доста добро се информираат за сите можни испитувања кои што можат да ги направат. Ќе почнам со блиската историја кога пред 7-8 или 10 години генетски тестирања добиваа само пациентките со индикација, доколку ултразвукот не бил добар, доколку имало позитивен биохемиски тест или имаме носителство за одредена болест кај родителите што го знаеме, кај тие правевме пренатални инвазивни тестирања за да утврдиме точната состојба. Исто и кај жените над 35 години правевме амниоцентези, бидејќи ризикот се зголемуваше. Така што денешниве пациентки веќе имаат многу голем избор на пренатални неинвазивни тестови. На пазарот постојат повеќе брендови кои што комерцијално ги продаваат овие тестови. Сега технологијата е различна, меѓутоа на крај резултатите се слични. Технологијата може да биде врз основа на така наречени сингл нуклеотид полиморфизми, каде што точно се одредува геномот од мајката и геномот од бебето. Може да биде врз основа на така наречена секвенционирање од следната генерација, каде што малку знае тоа да биде геномот од мајката и од детето не може точно да се разграничат, па мораме да правиме дополнителни испитувања и така на крајот добиваме резултати од типот низок ризик, ако се што е испитувано е во ред, и висок ризик, доколку нешто не е во ред. Така. Кои се пренатални неинвазивни тестирања ни се достапни во моментов сега, посебно во вашата болница? Да, значи во моментов тече промоција за пакети за породување во кој што е вклучен неинвазивниот тест. Таа промоција е во соработка со Биотек лабораторијата и со Алта банка за одредени попусти или не знам плаќање на рати. Неинвазивните тестирања се прават после 10-та недела, се работи Генезис плюс тестот и за 7 работни дена очекуваме да добиеме резултат, ако се е во ред. Дали овие тестови им се достапни на сите трудници или по избор се прават? Ова е конкретно за промоцијата. Станува збор за пациентки кои што сакаат од почетокот до крајот на бременост, односно до самото раѓање, да си ја водат во нашата болница и да осетат и да почувствуваат како е да бидеш згрижен од тимот на генетичари, тимот на гинеколози од клиничката болница Аџи Бадем Систина, но секоја една пациентка која што сака може да го направи овој тест во нашата болница или во Биотек директно, така што да си имаат здрава, така да се сигурни дека бременост од почетокот па до крајот. И ќе добијат здрав наследник на крајот на криштата. Да. Имаме ли таргет пациентки? Дали возраста е тука присутна каде се прават овие тестови пренатални или пак ќе кажам сепак е избор на самата пациентка? Мојата препорака е сите пациентки што можат да си дозволат да ги направат овие тестирања, бидејќи неинвазивна е постапката, нема никаков ризик за плодот, а информациите што ги добиваме од тестирањата се големи. Точно е дека ризикот кај пациентки, да речеме од 25 години, е многу помал од ризикот на тие што имаат 40 години. Так. Да речеме на пациентка од 25 години, ризикот за некои од синдромите анеуплоидии, ние што ги викаме поврзани со хромозомите, е многу низок. 1 на 400 бебиња, например. Над 35 години 1 на 200. Над 40 веќе имаме 1 на 80. Значи се зголемува ризикот. Но од друга страна, ако гледате,
ризикот не е исклучен кај ниедна група возрастна од пациентките, така што топло препорачувам да се прави ова испитување. Една пациентка од 25 години, ако има ризик за Даунов синдром, за незе 100% ризикот. Така. Дали се зголемена свеста кај нашите идни мајки кои што се бремени, дали сами го бараат ова или сепак по препорака на гинекологот доаѓаат кај вас? Двете состојби постојат. Мислам, многу се информирани младите жени, бремени, читаат, се информираат, бараат дополнителни информации, што е многу добро. Одлучуваат за тестовите заедно со нивните гинеколози, предпоставувам. Не е погрешно било кој тест да се направи, меѓутоа сите имаат одредени предности и недостатоци. И самите пренатални неинвазивни тестови имаат една огромна предност, а таа е што е неинвазивна процедурата, значи нема ризик за плодот. Но од друга страна пак, за разлика од овие диагностичките што ги правиме, имаат и недостатоци. Недостатоци се од типот да нема доволно фетална фракција во крвта на мајката, па да треба тестот да се повтори. Тоа не нужно е нешто лошо, тоа едноставно не се добила концентрацијата на фетална ДНА во дадениот примерок и тоа мора да се повтори, тоа е еден недостаток. Недостаток може да бидат лажно позитивни тестови, кои што мене лично не ме плашат воопшто, затоа што имаме диагностички алатки кои што може да ги употребиме за да додиагностицираме, да доутврдиме каква е вистински состојбата и некој може би мал ризик за лажно негативни тестови кои што никако не можеме да ги видиме, освен ако пациентката уредно си ја следи бременоста кај гинеколозите и ултразвучно се детектира нешто во покасна недела, бидејќи пак ќе кажам не може сите состојби да се испитаат со пренаталните неинвазивни тестови, туку имаме листа на генетски состојби кои што може да се детектира. Може ли да кажеме барем дел од нив, го спомнавте Дауновиот синдром, кои се други може да се испита? Да, значи се испитува Дауновиот синдром, тоа е трисомија на 21-иот хромозом, Патау синдромот, трисомија на 13-тиот, Едвард синдромот, трисомија на 18-тиот хромозом. Се испитуваат половите хромозоми, Тарнер синдром, тоа е моносомија на X, значи еден X ни фали, Клинефелтер синдром, кога имаме 2X хромозоми и 1Y, може 2Y да имаме, значи тие се анеуплоиди на половите хромозоми. И во овој тест конкретно од пакетот има околу 100 други микроделециони и микродупликациони синдроми, што е многу добро да бидат испитани, барем иако е во скрининг постапка, сепак ги исклучуваме на некој начин. Така. Доколку се добие позитивен тест, нели, сепак бебето треба да се роди со Даунов синдром или со некој од овие другите кои што ги напоменав. Кои се вашите препораки тука и дали се решава дека треба да се прекине бременоста или се остава последниот збор да го кажат идните родители? Кога имаме висок ризик, првин конзилијарно се пристапува кон пациентката, значи го гледаме резултатот, правиме нов ултразвук, да видиме дали клиничката слика, односно ултразвукот на бебето соодветствува со дадениот синдром, бидејќи нели тие како се различни, така и различно се гледаат на ултразвук. И не одлучуваме се додека не направиме диагностика. Генерално, ја препорачуваме таа диагностика, бидејќи може нешто да не е во ред, ама да не е баш така како што е напишано во самиот резултат, бидејќи пак ќе кажам, тие хромозоми се испитуваат со таа NGS технологија, додека цитогенетиката може да види прекини на хромозоми, нивни реаранжмани и можеме да дадеме насоки. Доколку навистина излезе со диагностичка процедура дека синдромот е присутен, се разговара со родителите. Ако е синдромот некомпатибилен со живот, може да се прекине таа болест, таа бременост заради медицинската индикација која што ја имаат. Додека ако е компатибилна со живот, тогаш си донесуваат одлука родителите заедно со нивниот гинеколог. Темата е многу голема, има за што да се зборува. За крај на интервјуто, докторка, една препорака до пациентките.
кои што во моментов очекуваат принава? Препораката е да бидат спокојни, затоа што ние имаме алатки кои што можат да им помогнат на нив да износат здраво потомство, да ги прават тестирањата тие што можат, а тие што не можат да си ја следат бременоста со редовни ултразвучни прегледи. Им посакувам на сите мирна, спокојна бременост и здраво бебе. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Ова беше доктор Маринела Василевска, биолог од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашето веб издание. Ви благодарам за вниманието.